Добар, убав и среќен ден, драги наши пријатели на Вкусот на традицијата. Ние со екипата се наоѓаме во комплексот Златно буре Кучково. Убав пролетен ден, сонце, пукнало, природата расцветана, разеленета и едноставно место за уживање. Не само за уживање, туку и за работа. Нели, кога се гледате прекрасно околу вас, сте мотивирани повеќе за работа. Недалеку од Скопје, тоа е одлично место за вас каде можете да уживате не само во работните денови, туку и во деновите за викенд, со пријатели, со семејство и така натаму. За денешната емисија Вкусот на традицијата ќе ви подготвиме палачинки со пилешко месо. Подпечени палачинки со пилешко месо. За овој рецепт вас ќе ви бидат потребни 6 палачинки, а за оваа доза што ќе ви ја кажам, во 6 палачинки оде. Палачинките можете сами дома да си ги направите, знаете, брашно, масло, вода, малку сол и се пржат, но можете да ги купите и готови. Во денешно време во сите маркети имате и готови палачинки. Значи за 6 палачинки ќе ви бидат потребни 400 до 500 грама пилешки стек ситно сечкан, една главица кромит, една пиперка зелена, 500 грама печурки, било какви печурки да имате, 100 грама кашкавал ситно насечкан, 4 до 5 супени лажици пире од домати или домашен кетчап ако имате, или ставете едноставно, можете и патлиџан да насечкате, да ставите доколку немате тоа. Понатаму ќе ви треба 450 мл млеко, 50 грама путер и 50 грама брашно, тоа е отприлика една супена лажица. Од зачини ќе ви требаат бибер, буковец, сол, мешан сув зеленчук, малку триена сол и масло по потреба. Сега на почетокот што правиме? На загреана рингла го ставаме тавчето и ставаме масло. Реков по потреба, но секогаш ставам околу 1 децилитар во тавчето и тука го ставам кромидот да се пржи. Една главица е сосем доволно. Така, додека тоа се пржи, јас ќе ги сечкам печурките. Печурките не треба да бидат ситни, туку секоја печурка на половина, ако е помала и не мора да ја пресечете, туку вака само на ливченца. Дали на рака, дали како сакате. Битно е да бидат насечкани и тие ќе се пржат во кромидот. Така. Како ќе ги насечкате, така ќе ги редите кај кромидот. Кромидот право ќе омекне од водата што ќе ги пушта водата што ќе ја пуштаат печурките. И право си промешувате. Тука не редиме во моментот никакви зачини, туку само треба да си се прши. А потоа при крајот, пред да го додадеме пилешкото месо внатре, значи сега го правам филот за печурките, ќе видите како ќе ги стокмам печурките. Ова е едно многу вкусно и интересно јадење. Ние секогаш сакаме, нели, да експериментираме. А во Македонија имаме печурки колку што ти душа сака и не се скапи, нели? Пилешко месо си користиме редовно. Палачинките се секогаш присутни на трапезата, дали со мармалад, дали со мед, како и да е. Посебно децата ги сакат, но што се вели за едни вакви палачинки, дури ќе пројадат и децата кои што се малку, како велат, серт на јадење. А вака може да ги примамите
кога ќе им кажете дека вие подготвувате палачинки, но овој пат солени. И убаво, вкусно и лесно јадење баш за овие денови. Еве, печурките си пуштаат вода, а како пуштаат вода, така и овдека ми летнало некое цело. Така кромидот ќе си стане мек како душичка. Повремено ќе промешувате за да не ви загори сето тоа. Важно е печурката да биде добро испржена, за да не пушти вода потоа кога ќе го печеме. Најчесто ги користиме рецептите со месото кое што ни е во секојдневието достапно. Дали е мелено месо, пилешкото месо, свинското, што си го користиме за манџи, тави, чорби. Така. Одлично. Сега ќе ја насечкам и пиперката. Пиперката ја додаваме чисто да го обои вкусот. Така. Ги отстрануваме семките, колку што може, не мора да е тоа идеално. Не сме во Мишелин ресторан, туку сме си дома. И си готвиме за семејството. Мераци. Сега и пиперката ќе ја додадам и ќе ги додадам сите зачини. И малку масло ќе му капнам. Сега малку да се запржи пиперката и ќе го додадам пилешкото месо. Ајде сега да наредиме се што треба. Малку сол. Малку мешан сув зеленчук, околу 1 кафено лажиче. Така. Малку бибер и буковец. Бибер ќе треба околу половина кафено лажиче. Ете, така. А триената сол ќе ја додадам на самиот крај, кога ќе го ставам и пилешкото месо.
Сега ќе морам да пробам за сол, да видам дали е доволно. Затоа што ќе нема друго што да го насоли. Одлично. Пиперката направи чудо. Направи чудо. Ла. Мераци. Сега е време да го додадам и пилешкото месо. А овој сад ќе го задржам, за да можам да ги обликувам после палачинките. Ќе видите како. И овој фил што ќе го направите, ќе го поделите на 6 дела, значи да има за 6 палачинки. Малку, само уште 5 минути да се допржи пилешкото месо и толку е, затоа што после, нели, ќе се пече. Сега не му додавам сол, затоа што беше таман солено и сега пилешкото месо што немаше сол во него, туку ќе го земи она што мислам дека беше на горна граница на соленото, нели? Таман ќе си биде. А после сосот што ќе го направам од млеко, путер и брашно, во него малку, една трошка ќе ставам сол и бибер. Еве, на пилешкото месо и не му треба многу, заради тоа што беше исто така многу ситно насечкано. Така. Сега ќе го ставам и ќе ја ставам триената сол околу 1 кафено лажиче. Така. Да си направам место. Ова ќе ми треба кашкавалот, ќе ми треба патлиџанот, путерот го ставам во тенџерчето. Филот мислам дека е готов. Доволно му е ова. Ете така. Сега го тргам настрана. Земјената тава си ја принесувам блиску до мене. Ова е готово, го тргам настрана. Ете така. И сега ќе го стопам путерот со малку масленце, околу 2 супени лажици, за да не ми загори путерот. Земам дрвена лажица и кога ќе се стопи, тука ќе го ставам брашното, додека ја промени бојата, потоа го истурам млекото, ставам малку биберче во него и сол и тоа е тоа и започнувам со подготовка на палачинките. Еве го, брзо се топи. Така, сега го ставам брашното, како што ви кажав, 50 грама или една супена лажица. Беше плитко, уште малку ќе доставам. Ете така. Сега да го испржиме убаво. Додека тоа се пржи, јас веќе ќе ја направам првата подготовка. Значи, палачинката ни треба еден сад. Дали керамичен, дали земјен, не е важно. Важно
вака ќе ја ставиме палачинката. Ете така. На дното ќе ставиме од ова сега што го правам, па ќе го ставам филот, па му ставам малку патлиџан и го виткам како топка и го редам во земјен сад, каде што малку ќе ставам масленце во земјениот сад. Да. Така. Сега малку биберче во него. Биберот му дава посебно убав вкус на овој сос. Така и малку сол. Толку. Еве што убаво си се пржи брашното со путерот. Еве ја забележувате како вади пена, меури вади. И сега постепено го додавате млекото. Со постојано мешање. Така, сега и остатокот. Ми треба малку поширока лажица. Ете така. Сега и другото млеко ќе го додадам, значи 450 грама млеко. Така, малку да проврие и веќе доволно. Затоа што после ќе се пече. Ќе ја вклучите редната на 220 степени, кога ќе забележите дека почнува да крчка, тогаш ќе ја намалите на 200. Да видам дали треба уште малку да додадам сол. Може уште малку. Еве веќе почнува да врие. А потоа овој сос кога ќе се спои со прекрасните вкусови на филот. Ова повеќе не ми треба. Еве го. Треба постојано да се меша, за да не загори, затоа што има брашно, млеко. Но само што ќе проврие е доволно. Брашното е испржено, се си е супер. И веќе можам да го исклучам. Да. Сега си го принесувам и ова на работната маса и сега започнуваме. Значи ставам прво малку од сосот на дното на палачинката. Така. Потоа ставам од филот. Сега да направам проценка за 6. Добро. Така. Значи, од прилика од 3, може би 4. Така. Значи, 2, 3, 4, 5, 6. Така. Ева, тоа е. Гледате како изгледа. Сега ќе го ставам кашкавалчето, малку, нели? Така.
И ќе ставам малку од домашното пире од домати. Ете така. И сега ова го пакувам. Значи да биде добро затворено. Сега нормално дека може и малку и ќе протече, но тоа е тоа. Еве. И сите палачинки ќе ги наредиме во една земјена тава. Сега постапката ја повторувам со сите палачинки одеднакво. Така. Ставам од сосот. Така. Ставам од мевцето. Чекај да видам вака. Едно, две, добро. Ставам малку кашкавалче и малку домати. Така. И го виткам. И ги редам во земјената тава. Малку кашкавалче, па доматот. И затворам. Така. Таман има место уште за 3. По 2 лажички од филот, затоа што другото треба да остане, треба да ја прелиеме тавата на самиот крај. Едно, две, три. Добро. Малку кашкавалче. Така. Малку домат и затвораме. Така. Како пакетчиња правиме. Ако ви остане од филот, ќе го ставите измеѓу. Јас малку уштедев на другите за да имам за сите, но па може и уште една палачинка да направам. Ете така. Еве и шестата. И сега, што ќе биде ова убаво. Ќе ставам малку измеѓу. Така.
Одлично. Сега ќе ставам од филото доскора. Ова кога ќе си искрчка, прстите да си ги излижеш. Значи, се што ќе остане, кашкавалче, пире од домати, фил, се ставате од озгоре. Ете така. Сега малку ја протресувам тавата. Сега го ставам малку и доматното пире. Така, и кашкавалчето. Значи, нема да му треба повеќе од 30 минути печење. Сега малку ќе избришам тавата, може и со ова. Евака. И тавата, драги мои, ни е подготвена за да оди во варена. Еве. И потоа подгответе се за чудеси од вкусови. Значи, ова кога ќе го принесете, да знаете дека од рерната оди веднаш на трпезата. Значи, сите кога ќе се наместат покрај трпезата, тогаш го ставате да се пече. Ќе видиме сега како ќе ни се испече ова убавина одсолени палачинки со пилешко месо. Останете со вкусот на традицијата. Мераци! Леле. Ајде сега. Да бидеме сведоци на ова убавина. Леле, да видите колку е убаво искрчкано. Го послуживме со една македонска салата, македонско пинџуче, пиперки залучени. Ајде сега. Леле, луѓе мои, колку е ова добро. Уф. Ајде да го пробаме. Леле, каков вкус е ова. Ау. Значи, вкус што освојува. И знаете што забележав? Воопшто не е тешко за јадење. Ова лапни голтни. А како вкус има внатре. Како е ова направено. Значи, сосот во комбинација со кромичето, месото, пиперката. Пиперката, за мене, пиперката има пресудно значение за вкусот. И путерот. Направете го и ова, баш така да ги израдувате вашите членови на семејството или пријателите или за кого и да готвите. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат? Не се плашете од самотијата,
и сонцето е само горе, па свети. На здравје, се гледаме во следната емисија. Довидување дотогаш, останете ни здрави, живи, добри, расположени. На здравје. Thank you.